Наред се претеничките прашања, колешката Наташа Мирсовска е таму. Наташа, седницата за претенички прашања во моментов е на пауза, но утрово во собранието функцијата Трајко Славевски ја превзема функцијата гувернер на Народната банка. Ја имаме и неговата прва изјава за медиумите, кои ќе бидат неговите приоритети. Така е, Деспина, со 68 гласа за и 16 против, Трајко Славевски го доби 7-годишниот мандат да раководи со Народната банка. Опозицијата гласаше против затоа што смета дека е партиски човек кој што ќе подкопа независноста на Народната банка. Меѓутоа, Трајко Славевски во својата прва изјава се заблагодари на довербата, вети дека ќе оправда, како и дека ќе остане да брани независноста, односно ќе докаже дека независноста на Народната банка ќе биде зачувана. Како главни цели ќе бидат ценовна и финансиска стабилност. Според Трајко Славевски, изминативе години денарот бил апресиран, односно наценет, па затоа вети дека ќе преземе мерки за да се врати конкурентноста на македонската економија која што е изгубена, како инфлацијата да се сведе, односно да биде во ранкот на онаа која што е во еврозоната. Славевски не откри кои мерки ќе бидат преземени. Овде предлагам да ја слушнеме неговата изјава. Се разбира, законските надлежности на Народна банка се дефинирани. Тоа е ценовна стабилност, што за Република Македонија би значило ниска и стабилна инфлација, и финансиска стабилност се разбира, кои ќе бидат поддршка на амбициозните политики на владата на Република Македонија, затоа што и една друга цел на или задача на Народна банка е да ги поддржува политиките на владата на Република Македонија. Тоа ќе бидат основните приоритети. Реалниот девизен курс на денарот од 2002 година ноември до јануари ова година е апрециран, значи зајакната денарот за 5,4% во однос на сите трговски партнери, поважните трговски партнери, а во однос на еврото, доларот, денарот има апрецирано цели 9%. Вие претпоставам затоа што мнозинството сте економски новини, знаете дека тоа значи губење на конкурентноста на македонската економија. Република Македонија станала поскапа за нашите трговски партнери, тоа го погодува извозот, посебно оние трудоинтензивните дејности, а како што вие информиравте медиумите, пред престојната туристичка сезона во нашите главни туристички центри да имаме дури откажување на аранжмани со изговор од Агенцијата од странство дека Република Македонија станала релативно скапа земја. Значи ова ова значи дека ќе треба инфлацијата, стапката на инфлација да ја држиме во рамките на она во еврозоната, како што тоа успевавме изминатите 25 години. Значи тоа што имавме стабилен, фиксен девизен курс во изминатиот период се должеше на една единствена причина што погледнете ги резултатите, односно податоците, нашата стапка на инфлација беше во рамките на она во еврозоната. Деспина, како што спомена и ти, за половина час треба да започне седницата на менете за претенички прашања, така што повеќе детали најавувам за вестите во 16 часот. Да, информациите од денешната седница за претенички прашања ги очекуваме во следното информативно издание. Наташа Мирсовска, јас ти благодарам.